Од една страна, и покрај тоа што работништвото е, еве да го дефинираме со еден потеоретски термин, е всушност во тој период класа во надоаѓање, во формирање. Тука има многу специфичен е токму за овој регион. Станува збор за еден преоден слој. Значи, работниците, еве наједноставно кажано, се всушност најголем дел се сезонски работници. И тие како сезонски работници се секогаш помеѓу градот и селото. Меѓутоа процесите се започнати, нели? И пошто кажа и ти, таа емиграција, тие искуства кои ги стекнуваат таму, кои што ги имаат во таа индустрија која што тука постои. Примерите што ги имаме, например, во Солун, пак во тој период има, чисто да се навратам, има и милитантни работнички штрајкови. Меѓутоа, од друга страна, пак и самиот однос на државата кон работништвото е единствено од аспект законски да биде на некој начин дисциплинирано. Државата не врши некоја, како да кажам, просветителска мисија, како што вршела, да речеме, во тие големо национални државни идеи кон селанството, каде што преку црквата, преку училиштата, преку разни други организации хуманитарни и слично, вршела пропаганда. Сега работништвото во нов слој на некој начин е неоптоварено на идеолошки начин. Тука се случува нешто поврзано многу со тие синдикални лидери, со синдикалното движење,